Ко следите редовното информативно издание на Слободна ТВ, добар ден. Поранешниот премиер на Јапонија Шинзо Абе, врз кого беше извршен атентат и кој во многу тешка состојба беше префрлен во болница, им подлегна на повредите. Информацијата стигна од болницата во медицинскиот центар во Нара, каде беше хоспитализиран веднаш по нападот. Тој денеска во 11:30 часот по локално време беше застрелан за време на предизборен митинг во западниот јапонски град. Информацијата ја објави јапонската агенција НХК, која се повикува на избори од Либерално-демократската партија. 41-годишниот Тецуја Јамагами е атентаторот на Абе. Тој е поранешен припадник на јапонската морнарица, пренесува Фуџи ТВ. Војната служба ја напуштил во 2005 година. Осомничениот, кој веднаш по пукањето бил уапсен, не се обидел да побегне, а медиумите јавуваат дека по нападот полицијата му го одзела оружјето и го идентификувала. Поранешниот лидер на владеачката Либерално-демократска партија беше застрелан во грб за време на посетата на градот Нара како дел од изборната кампања. Очевидци тврдат дека бил погоден 2 пати и дека обилно крварел. Реакции за атентатот врз јапонскиот премиер Шинзо Абе стигаат од сите светски политичари и лидери кои реагираат со згрозеност од веста. Тој беше хоспитализиран во болница, според првите информации од Јапонија. По нападот не давал знаци на живот. Британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека е ужаснат и тажен по извршениот напад. Моите мисли се со неговото семејство и најблиските, напиша Џонсон на Твитер. Индискиот премиер Нарендра Моди на социјалните медиуми напиша дека е потресен од нападот врз неговиот драг пријател. Со реакција се огласи и поранешниот американски претседател Доналд Трамп, кој нападот врз поранешниот јапонски премиер го опишува како апсолутно катастрофална вест. И австралискиот премиер Ентони Албанес на Твитер напиша дека е шокиран од веста од Јапонија. Продолжуваме со вестите. Индонезиската министерка за надворешни работи Ретно Марсуди повика на окончување на конфликтот во Украина и изнаоѓање решение за заканувачката глобална криза со храна. Во обраќањето пред учесниците на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите од групата Г20 на Бали, Марсуди предупреди дека поларизирањето на светот ги отежнува напорите да се седне на иста маса и на тој начин да се одговори на глобалните предизвици. Војната во Украина фрли сенка врз состанокот, а западните представници ја бойкотираа свечената вечера организирана од домакинот поради присуството на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. На средбата во туристичкото одморалиште на Бали присуствуваат и американскиот државен секретар Ентони Блинкен, како и кинескиот министер за надворешни работи Ван Ги, што е прва можност за директна средба на високи руски и дипломати од Западот од февруари годинава, кога почна руската инвазија врз Украина. Трката за замена на Борис Џонсон започна откако вчера премиерот поднесе оставка како лидер на ториевците по драматичните неколку дена со низа оставки на функционери. Том Тугендхат е последниот пратеник кој им се придружи на државниот обвинител Суела Браверман и Стив Бейкер, кои покажаа интерес за премиерската позиција. Џонсон планира да остане на функцијата премиер додека не се најде негов нов наследник до есен. Сепак многу колеги и опозицијски политичари сакаат тој да си замине веднаш, но тој веќе ги пополни работните места во кабинетот. Речиси 60 конзервативни пратеници се откажаа од владините функции по последните денови, предизвикувајќи сомнеж за способноста на владата да функционира. Вести од Македонија, владата го достави францускиот предлог до Собранието на Република Македонија, каде на собраниска седница треба да се одржи пратеничка расправа. Собраниската седница се уште не е закажана, опозицијата бара 6 забелешки да влезат во предлогот за да се заштити, како што велат, македонскиот идентитет. Од Собранието информираа дека предлогот стигнал до нив, како и дека согласно процедурите, материјалите добиени од владата ќе бидат доставени прво до пратениците. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на вчерашниот протест против францускиот предлог порача дека нема да поддржат никакви уставни измени. Тој вели дека станува збор за штетен договор и предавство, порачувајќи дека власта тешко ќе обезбеди 80 пратеници.
Од денеска најавени се блокади низ целата држава по повод протестот против францускиот предлог. Ваквата информација вчера ја соопшти поранешниот амбасадор Ивица Боцевски на собирот пред собранието, од каде најави дека ваквите блокади ќе се организираат секој ден од 13 до 14 часот. Според информациите, блокадите се најавени во Скопје пред владата, како и на магистралните патишта Штип-Велес, Струмица Радовиш и Плетвар Прилеп. Нашата последна црвена линија е уставот. Опозицијските партии се последниот бедем на македонскиот народ и државност, а народот ќе биде нивна заштита и ќе ги поддржи да опстојат за да нема никаква промена на уставот која ќе ги земе предвид бугарските барања, порача Буцевски. Човекот кој пукаше во воздух кај Скендербек за време на протестниот марш на противниците на францускиот предлог е еден од трите лица на кои кривичниот суд им изрече мерка притвор во траење од 8 дена. Останатите двајца се демонстранти кои предизвикале инциденти пред собранието на 5 и 6 јули. Цуфи Кока се товари за кривичното дело предизвикување општа опасност. Пред судија на претходна постапка тој и останатите двајца демонстранти се произнеле во присуство на бранител. Цуфи Кока е член на Алијанса на албанците. Партијата вчера излезе со став дека не оправдува носење оружје, но смета дека инцидентот бил испровоциран. Инстантното разрешување од страна на градоначалничката на град Скопје на директорот на комунална хигиена, кадар на Алијанса за албанците, доведе до прекин на соработката на опозицијската партија со партијата ВМРО-ДПМН. Алијанса за албанците соопшти дека ја прекинува соработката со, како што велат, сите политички субјекти кои не ја рефлектираат и запираат логиката на политичко профитерство со анатемизирање на албанците. Од Алијансата наведуваат дека инцидентот кој се случи во Старата Скопска чаршија кај плоштадот Скендербек бил сценарио за напад врз албанците од Скопје и нивните имоти. Не дозволуваме да бидеме ниту дел, ниту жртва на ваквите сценарија. Албанците и овој пат платија, а поедите ги зедоа ДУИ и ВМРО-ДПМН. Како резултат на последните случувања, прекинуваме соработката со ВМРО-ДПМН, не дозволувајќи повеќе да се навредуваат албанците, велат од партијата. Тоа беше и последната содржина во овој преглед на вестите.